Кога Скопје заспива, тогаш улиците од градот се будат и цело Скопје горе-доле со главата. Градот е класика и тимот и поставата. Кога Скопје заспива, тогаш улиците од градот се будат и цело Скопје горе-доле со главата. Градот е класика и тимот и поставата. Разбудивме со една порака напишана на оние скали во аеродром "Добро утро шампиони", и тоа е тоа, се остана, тоа е нели историја. Да, после следната сезона нормално поголем буџет, прва сезона настап во Јадранска лига за МЗТ. 2011 беше најплодна година за македонската кошарка од аспект на репрезентативна кошарка и таа еуфорија и таа позитивна енергија, мислам дека МЗТ Скопје препозна најдобро со тоа што веќе наредната година, 11-12, ја освои првата титула во македонската кошарка, една долго очекувана, долго посакувана, многу посакувана титула, 11-12 и како да тој успех не беше доволен. Управата на МЗТ Скопје ја препознаа таа позитивна атмосфера со еден огромен број навивачи. Ако се сеќавате 2011 купот на Македонија што се играше во Борис Тајковски, беше преполна сала и таа една еуфорија во врска со кошарката не престануваше и понатака 2012 и на огромна радост на не би рекол само на аеродромските навивачи, меѓутоа и на сите љубители на македонската кошарка. МЗТ Скопје доби договор со Јадранска лига на 3 години. Знаете колку тешко се влегува сега во Јадранска 1, во АБА 1 лига, а управата во тој момент успеа да потпише договор на 3 години и тоа беше еден огромен проект што сите љубители на кошарката едва чекаа да започнат да видат како се тоа ќе се одвива понатаму. Во тоа време бев асистент тренер на работнички, а и како претходно играч на работнички, со мала доза на љубомора гледав како МЗТ ќе успее во тој одвик да учествува во Јадранска лига. Меѓутоа на еден неочекуван повик добив од управата да учествувам во тој проект и секако беше една би рекол непристоен предлог, бидејќи како играч на работнички, подоцна и тренер на работнички, да бидам дел од МЗТ, мораше тоа да се преџвака баш и да во најмал рака да се отпие неколку вечери за да одлучам. Нормално дека ве посакував таа улога да продолжам тоа во име на кошарката. Беше еден предлог кој не можев да го одбијам и во договор со луѓето што останаа во работнички се сложија да продолжам таму. Во меѓувреме ги проширивме контактите и со АБА лига, затоа што се пројави голем интерес за практично наше вклучување во АБА лига. Голема помош морам да кажам дека ја добив со вклучувањето на Жаре во клубот кој и ден денеска е активен. Самата титула ни овозможи да веќе и го склучиме оној договор со АБА лига да станеме учесници. Меѓутоа тоа ни изискуваше огромни финансиски потреби да се покрие прво самото учество во АБА лига, тие котизации, и тој проблем го успеавме да го решиме, што со тогашниот оснивач и директор Лисац да ни овозможи на неколку годишни рати да можеме да го исплатиме таа уврска, затоа што самото
учество во АБА лига, сите трошоци на сместување и организација беа покривани од страна на АБА лига. Таа организација овде нормално учеството во АБА лига изискуваше и одредени услови кои што нашата лименка за жал не ги исполнуваше. Успеавме да практично склучиме договор со салата Борис Трајковски. Во меѓувреме, пред да започне реконструкцијата на лименката, за кое што ветување имавме од градско собрание, се појави интересот на Самсоненко и едно утро Коневски ми се јави и кажа ќе дојдат луѓе на кои што ќе им представиш, а знаеш како да им ја представиш, колку се приходите од функционирањето на салата, а за друго ќе те информирам подоцна. После идеше тоа многу полесно, али прва требаше да се освои и тоа го успеавме као такво. Тоа вака е еден куриозитет кој треба да се каже за таа првата титула. Иначе, у АБА лига имавме добар успех, стигавме до некој 5-6 место, што е голем успех за таму се улагаат многу пари, ми е тоа тако буџет нема никогаш да имаме, али некако успевавме да го направиме буџетот, односно успеваше Ивица Коневски да го направи тогашниот градоначалник на аеродром, и он е заслужен и дури и за Салава и за све ова што ми е сега овие благодетиве ги уживаме од. После таа 2012 дефинитивно мислам на цел аеродром, на сите највачи од аеродром. Какви најачи? На цел аеродром се исполни сонот, конечно МЗТ титула, конечно куп, војна круна. Ете, Асо Тодоров останува вечно како човекот што ја донесе таа титула. Подоцна 2012-2013 буџетот стана уште поголем, доаѓа и Дамјан. Тоа се периоди кога дефинитивно МЗТ станува и број 1 во држава. Почетоците мои се во Вебо. Тоа беше клуб во населба Ново Лисиче во Лазар Ангеловски, беше основан од Александар Домлевски и Иван Гацов. Таму почнавме нашите почетоци. После продолжуваме во Бисери, па потпишуваме во Вардар и на двојна лиценца играме во Амак и после тоа идеме во Амак, кај што во Амак СП, кај што ни Игор Гацов тренер, и таму ги добиваме првите минути, првата шанса за играње. Во другиве клуба во Вардар не добивме некоја шанса, во Амак добивме шанса, кај што и ја мислам можеме да покажеме што знаеме, и мислам за млад играч во тие години, кај што се најбитна ни беше минутажата за да играме, без разлика не ми било многу битно во кој клуб сум и како сум, туку ми беше битно да играме за да може да покажеш тоа што тренираш и што напредуваш. Втората година во Амак СП го освојаме купот. Марен Лазовски е таму тренер, го освојаме купот и после Амак, после таа година идам во Вардар, осигурување. После Вардар идам во Лукойл 2 години и после Лукойл доаѓам во МЗТ и до ден денес сум тука. Да, ја уште кога бев во Лукойл втората година имав контакт со тогашниот градоначалник Ивица Коневски за да преминам таа година во МЗТ Скопје на полсезона, али бев уште по договор со Лукойл и немаше можност да ме пуштат, да ме ослободат за да доам во МЗТ. Пуште тогаш беа контактите направени со Ивица и со Александар Тодоров. И кога заврши таа сезона, другото беше, како да кажам, формалност. Таа летниот период беше формално да се договорам за да преминам во МЗТ Скопје. Една од причините зашто дојдов, пред се МЗТ клуб со традиција, има многу навивачи, АБА лига беше една од по тие три причини зашто да дојдам. Зашто да се вратам уствари од Лукойл.
Ми текнува прв тренинг, прва утакмица во лименката. За жал, како да кажам сега, ја фатив лименката во рушење. Сум играл против МЗД во лименката, ама ја фатив на кога се правеше салата. Имавме една утакмица со Черкаси, кај што на прва пријателска утакмица беше фул салат и тогаш осетив дека ќе биде добра сезона. Ше инцидент и сватив дека, ја сватив у аеродром пасијата спрема МЗД Скопје. Наш дрепката прво коло Цибона, сите се спремаме за тоа гостување во Загреб. Меѓутоа пред тоа гостување во Загреб доаѓа еден пријателски натпревар со Черкаси од Украина во нашата сала. Полна лименка, нервоза уште од прва секунда на самиот натпревар, за да во трета четвртина дојде таа фамозна тепачка МЗД против Черкаси. Македонци на американци или како сакат крстете ја, каде што Тодор Гечевски скрши рака. И моравме цели подготовки минавме без Тодор Гечевски, дојде за на крај се опорави за тој натпревар во Загреб. Тоа беше прво гостување на МЗД во Јадранска лига, прво гостување со авион. Стигнавме во Загреб, веќе тоа е еден друг свет од она Македонска лига и од домашно натпреварување, бидејќи станува збор за хотели со 5 звезди, станува збор за салата на Цибона, која можеби не е најубавата сала во тоа натпреварување, меѓутоа како влагаш, таму се закачени дресовите на Дражан Петровиќ, на Кнего, на Накич, на сите тие кои како дете, нели, Цибона најдобра екипа и како дете сите навивавме за таа Цибона, за Дражан Петровиќ. Тоа е дента пред надпреварот беше во некој вечерен термин 8 часот или 8:30. Некако од Скопје успеа да дојдат едно 20 членови на фемили кои земаа место веднаш до нашата на лево од нашата клупа. И како трна надпреварот, збориме тоа е Цибона со DJ Strawberry, со Зупчич, со Давор Куш, со Вејко Мршич како тренер сегашниот нивен селектор. Како почна надпреварот, ние сме во постојано водство. Едно време 10-15 поени. Како тренер постојано гледаш на семафорот и се чини дека тоа време никако не проаѓа. И повторно водиш и тие стискаат нормално некои пресензи, загубивме 2-3 топки. На крај ми се чини дека победивме со 6 или со 8 разлика, тоа е првата победа на МЦ во Јадранска лига. Еден ден доаѓаме со татко му од работа, он ни вика, ја изгледа кидам у Загреб. И ја и татко му прашалници, му викам, шо мајка бараш, викам во Загреб? На МЗТ ќе се надпреварува во Загреб. Кавги, што да ви кажа? Не бе, ја вика ода. Добро, татко му љут. Кога? Кол 10-11 беше, вика, тргаме. Му спреми сендвичи и ајде, викам, со среќа, мобилниот у тебе, викам, и секоја граница поминување, викам, пораки да пушташ. Татко му си легна у дневна, ја кај него во соба. И стално кога идел негде надвор,
ја кај него усова во неговиот кревет. И почнаа пораките. Тин, искачаме од Македонија. Од таму маж ми вика, кај е? Искача од Македонија. Па друга порака, Ниш. И се дереме ни станот. Трета порака, Белград. Нити сон ме фати, ни едно време. И некаде околу 2-3 саат, вика на српска граница. Добро, помина 10-15 минути, порака, ја поминавме српска. Еве го, нема порака, ја му пишувам кај си. Меѓутоа, многу е битно да кажеме дека 2012-2013 влагаме во АБА лига. Уште на самиот старт, мислам дека беше септември, заминуваме за Хрватска, имаме неуспешно гостување. За многу мина неуспешно, меѓутоа ме беше многу мерак, 16 или 17 души, имавме многу фрки. 2012-2013 беше сезоната прв пат македонска екипа тргна да настапува во АБА лига. Тоа беше можност за прв пат ние како група да се појавиме на интернационално ниво на Балканот. Па така прва утакмица ни беше планирана да одиме со Цидона во прво коло, бевме решени буквално да одиме на секоја една утакмица, иако таму казните за клубовите и забраните беа многу строги по причина што лигата од учествуваат екипи од бивши југославски простори и има огромни шанси да се случуваат инциденти. Лигата е приватна и едноставно собствениците не дозволуваат такви пропуски. Но ние како новајли таму, тоа не за сега, што бевме убедени дека заминуваме. Прва утакмица тргнавме за кон Загреб и тоа беше едно незаборавно патување, значи најпрво тргнавме тука, планот беше да се оди со 2 комбиња, едно комбо оди на помлада екипа, едно комбо одат 10 души сервис круг. Ние помладите тргнавме порано затоа што сакавме клинто да шетаме на Загреб како би оставиле некоја трага од нас. Тргнавме до 2 минута, патувавме низ Србија. Не знам како се имаше погодено, значи во Србија игра дерби Звезда Партизан, во Хрватска игра дерби Динамо Хајдук. Полицијата од сите страни, значи и во двете држави беше ангажирана на највисоко можно ниво, значи бидејќи низ Србија кога има дерби сите одат на Белград од сите страни, полицијата будно следи дали во некој комбе се превозуваат сумњиви ликови кои би можеле да одат низ Белград само иницијативно и да прават некој мере. Го искористивме моментот што Белград го поминавме многу рано пред да зазори и се патевме кон Хрватска, така што патот од Белград кон Хрватска беше слободен, но таму ни чекаше друг момент, преминат на граница и првпат, значи тогаш неколку месеци пред тоа Хрватска беше влезена во Европска унија и беше тука, беше прва врата на Европска унија, мораше да се однесуваме добро како би влегле во Хрватска. Направивме пауза на бензинската предграница и тука се случи еден мал гаф. Еден наш другар зема спреј да напише на еден зид, при што тие луѓето што работат на пумпа го забележа, ние застанавме со тоа да ги чистиме комбето и да се представиме како учениците што одат во Загреб на екскурзија. Тоа нешто не знам како да кажам. Башиве не гледаат дека се црта со автовлак. Тргаме да бегаме, но тие влагаат у кола и возат под нас. Како стигаме на граница, тие не пријавуваат и автоматски српската полиција ни се сипува да се вратиме назад, не враќаат и да видиме да се рачистиме бензинската што е работа. За среќа тука поминавме доста лесно затоа што штетата можеше да се надокнади со пари, па собравме секој по нешто ситни пари, дадовме 40-50 евра за затворечи џидот и се вративме назад на граница. Кога се вративме не праша што бидно, се кажавме таму дека се рачистивме и не пуштија да одиме. И тука беше пресуден момент, доаѓаме на хрватска граница, хрватите не перат еден годен да излеземе сите од
Хрватите натера да излеземе еден по еден сите од Комбе и да отидеме директно на пасошка контрола. И како што одиме, најпрви бевме јас и Нинджа, не прашуваат по колку пари носите, кажуваме околу 150-200 евра нека носиме човек, ни бираат печати да поминаме и доаѓаат луѓето што се следни како се доаѓаат, кажуваат дека немаат денар, а Европска унија за нас кажува дека мора да имаш 50 евра ден за да можеш да престоиш таму. Нема платено смештај, нема ништо, едноставно тргнаа да не браќате, поставме тука да се расправаме со луѓето, при што од нашето однесување една од службенички да таму даде на легендарни израз на ово собраници навијачи, не го претресаа кондето, значи, мислам дека го раштрафија до последно, најдоа на неколку ножеви и уште некои други такви недозволени работи. На 23 им удрија црвен печат, 24 часа на забрана за влез во Хрватска и не вратија назад. Сега поинтересниот момент беше што кога се вратевме назад кон српска граница, службеникот кој што беше на излез го фатува смена и беше доден на влез. Тоа не биде пак истото кон мен, не прашува што е работа и ние изнервирани, му кажуваме, тој не прашува, вие не ми вачисте, па кажете, и човекот трга да ни организира, да не депортира полиција од граница до граница, за да не правим инциденти по пат. Бидејќи цела полиција во Белград не остават 4 до 5 сати да лежиме на граница како, не знам, како најголеми криминалци, кои спие, значи, почнуваме да снимуваме залики на храна, затоа што има по некој пар сандвич таму со нас. Тргаме да се одиме за назад, конечно кога се рачисти термито, полиција дојде да не зема граница, ни дава, не дава да се застане на бензинска, причина што може да правиме, може да се краде, да се прават инциденти. И така, патрола за патрола, како ќе одминеме низ теренот, како ќе завршува, чекаме да напревземат ова од друг район, за да носат надоле, одиме со ротација од сите страни заобиколени, додека стигаме ние во АДКМ-зото тепа прв на дебито во АБА Лига. Понесење од смера викаме на водачот, почи излегуваме од Комбе и блокираме пата. Значи, никој нема појма што се дешава, полицајците се чудат што има на нормално. Се качуваме во Комбе, продолжуваме назад. Би го одвил, значи од АБА Лигата би го одвил гостувањето во Загреб, каде што тргнавме спонтано, без организација. Прво гостување, не знаевме како ќе биде балканско гостување, претходно немавме такво нешто доживеано. Тргнавме пред сала и викаме што ќе земеме за пиење. И со еден храбар дечко од тука, Нинджа, отидовме во маркет, пиво, вино, што ќе земеме, виски. Купивме неколку флаши виски, тргнавме за некај Загреб. По пат позади екипа у Комбе, 6-7 луѓе, испивме 4-5 флаши виски. Застанавме на бензинска, кај што више немавме виски, снимавме. Јас у шорцеви, у мајца без ракави, у шорцеви без џебови, и си искочив со една флаша виски, што не ја ни платив. Продолживме со пиење и се на последната бензинска таму, кај што правевме пауза, застанавме и да се спремиме пред граница. Носевме неколку спрееви и пред нас осаме еден трансформатор кај што беше чист и не пишуваше ништо на него. И почнува да пишуваат по него. И јас веќе направам, да не кажам, гипс. Земав спреот и не знам што дали сакам да се потпишам или Troublemaker си РТМА, таму остана РТМА, митот за РТМА, каде што дојде од бензинската и видео и не пријавија дека сме највачи и не открие и на граница не држа 24 часа, не напуштија да влеземе во Хрватска, меѓутоа МЗД победи, ние во Комбе го дочекавме победата, прва победа на МЗД во АБА Лигата. Ние дочекавме во Комбе, можеби јас бев виновникот, меѓутоа
се случи што се случи, тоа се моменти кои што никогаш нема да ги заборавиме. Ќе останат за секогаш, значи, во нашите мемории. Кога дојде време да играме и АБА лига, почнавме се решаваме и за гостување интернационално. Да одиме прво наше такво гостување Загреб. МЗТ се паѓа прво кога со Цибона у гости, прва утакмица во Јадранска лига. Викаме тоа, идеме у Загреб, идеме се организираме, све на наш трошок, све на наша организација, нормално не најавено, поради тоа што гостување за навивачи во Јадранска лига воопшто беа забранети. И се собираме 20 на луѓе, едно комбе, тргаме со полен ентузијазам, поминуваме српска граница, одиме све, дружба, добро е, супер е, и на хрватска граница стоп. Не држат цел ден, го одседовме некои 10 сати на граница сигурно, не држа, без да ни кажа зашто не држат и само на крај на некога нема влезете. Тоа е тоа, црн печат назад. И мислам дека ние таа екипа што отидовме, бевме единствените 20 луѓе во аеродром што не ја гледаат првата утакмица на МЗТ у Јадранска лига. Али тоа вредеше да се проба. После известно време ни враќа порака, Хрватите не пуштија, не враќаат назад. Мене ми се олесни, му кажувам на татко му и оно таму вика фала ти Боже, ајде вика жено сега спи вика. И ја му враќам порака, така е викам кога не слушаш мајка. Го скапавме молејки да не оди, не, ќе одам. Рикверц назад се врати. Уследила е прва сезона играње у Јадранској лиги за екипу МЗТ-а. Едно ново искуство, нови изазов и веќе на старту победа против екипе Цибона усред Загреба, која ни е посебно била драга. Nije sezona krenula baš na način na koji smo svi očekivali, ali isto tako mogu da kažem da je uprava bila malo manje strpljiva nego prethodne sezone i da su mnogo lakše posegli za nekim promenama kako trenera, tako i igrača. Iz toga se već u novembru moj boravak u MZT-u završava i prelazak u ekipu Kožuva iz Gebelije. Imali smo stvarno fenomenalnu atmosferu kako u timu, tako i oko tima. To je bio jedan lep spoj mladosti i iskustva, predvođeni kapitenom Tonijem Grinčarovim. Mogu da kažem da je i trener Aleksandar Todorov bio perfekcionista kako na terenu, tako i van njega i da je uvek imao odgovor na sve i da ništa nije prepuštao slučaju. Izuzetno bitan i moram da pomenem X faktor, miljenik navijača MZT-a, miljenik aerodromaca Igor Penov, koji je bio kapiten van košarkaških aktivnosti, tako da sve u svemu je bila jedna jako interesantna sezona i na terenu i van njega. Sezona posle osvajanja šampionska titula, Aleksandar Todorov останува тренер, некои мали промени играчки имаше, некои дојда нови странци, костурот на екипата грото остана ист. Новитет беше учеството во АБА лига таа сезона и беше стварно еден голем предизвик да се види толку зборуваната Јадранска лига, докај ни се силите, докај ни се нашите можности, дали може да се носиме ние со бившо југословенски републички крем на спортски клубови како Звезда, Партизан, Цибона, Цедевита, Унион Олимпија, Будушност и останатите. Сезоната почна одлично. АБА лига, први две надпреварувања, први две победи, на огромно задоволство. Преварите се игра во Борис Трајковски, преполни сали. Едноставно, исто незаборавно искуство се почетоците на преворањето во Јадранската лига. Го победивме и следниот надпревар, 2-0 сме во Јадранска и на гостување во Подгорица против Будучност. Дејан Радоњич е тренер на Будучност во тоа време, не победија 15 или 20 разлика. Веднаш после надпреварот добив една голема СМС порака од тогашниот градоначалник со прашање зашто играш со овој играч, зашто играш овака, зашто не браниш пикерол, кој ме изненади, за да веднаш по пристигањето, бидејќи бевме таму со автобус, следниот ден, дознаве дека веќе после тој надпревар контактирано Заре Марковски да постане прв тренер. На 2-2 веќе, пошто го загубивме следниот надпревар дома со Раднички Крагуевец,
веќе почна таа потрага кој ќе биде следен тренер. Едноставно се чекаше да загубам и да ме сменат. Кој до ден денеска мислам дека кога ќе помислам на тој период ми паѓа навистина тешко, бидејќи амбициите беше нели да влеземе да играме Јадранска лига. На се уште позитивен биланс почна барањето на нов тренер. Мислам и тоа е тоа историја што подоцна го следеше МЗ дека тоа сменија кај што конечки смени 15-16 тренера за 3 или 4 години. И кај што за жал се пропуштија милион шанси да се направи нешто повеќе, меѓутоа таа нестабилност постојано дојде до таа година со таа селекција која направивме после првата титула, останува најдобрата сезона во историја на МЗТ во Јадранска лига. From my perspective, I think there was always hesitation, probably for me to come back the next year, because obviously I was still a young player and a very one-dimensional kind of style of player at that point, and you're going into the ABA League, right? So there's hesitation on bringing me back, and understandably so. But I do think it was good for my career overall, because once Alexander left, you know, Alex Pippen came in, and I'll never forget, I was doing jumping jacks. He wouldn't even let me practice. They wanted me gone, right? They wanted me, you know, to be fired so they could bring in another, a player that was better fit for the league. And at the time, you experience all these emotions. It's never fun to be rejected. It's never fun to feel not wanted, but that's the business of basketball. At the same time, I wasn't ready for maybe that moment or that level, or to contribute maybe to that team and what they needed. But that being said, I'll never forget when I was fired. I was playing very good basketball, even though I wasn't playing. And I had so many words, so many feelings, and, you know, I trusted my gut, and I said, you know what, I won't say anything. So I was at the table, they fired me. I said, okay, you know, thanks for the opportunity. I went to Slovakia, and at Slovakia, 3 months played really well. And a long story short, my visa didn't work out there. There was paperwork issues, and I was without a job. I was back in the United States. МЗТ Скопје во 2012-13, иако реков за една година направи еден одличен тим со носењето на Чековски, враќањето на Гечовски после толку години, интернационална кариера, носењето на Дамјан Стојановски, го вратија Кире Николовски, Огнен Стојановски, исто така собра еден број на домашни играчи кои беа делот на успешна Литванија 2011. Имаше добар костур од македонски играчи и заедно со во тој момент 4 странци на терен се направи еден респектабилен тим кој, иако МЗТ за дебитант во Јадранска 1, успеа да добием голем број на надпревари. Особено паметам дека добивме 7 од 8 надпревари против хрватските екипи, кој беше едно големо изненадување. Еуфоријата продолжи. Во тој момент секој надпревар се пренесуваше на македонска телевизија, не пратеа на секаде, дури на некои гостувања репортажни коли патува со нас, би рекол, кошаркарско шоу во македонската кошарка. Едноставно сите, цел аеродром живееше за секој нареден викенд или за секој нареден скалп што ќе падне во тој момент за жал во Борис Трајковски, а не во Јанис Филански. Иако се работеше за сала која е десетина километри оддалечена од локалниот, односно од аеродром, сепак беше исполнета во голем број од надпревари. Претходната година МЗТ освои шампионска титула, што е споменав, долго посекувана, и секој надпревар се веруваше дека треба да се иде на победа.
нормално дека сите посакува победа и исклучено штаб играчите, меѓутоа кошарката и било кој спорт не можеме да предвидиме и да видиме сигурни во било кој надпревар. Управата не го понесуваше тоа толку лесно, било кој пораз, тоа значеше како нешто страшно да се случило. Па така и првата жртва Тодоров кој го направи тој тим и претходно ја освои титулата. Потоа само 5 кола мораше да замине. На негово место дојде во тој момент Алеш Пипан. Кога за прв пат и стручен штаб се запозна со едни нови програми, се потребуваше софтвер кој можеше да го види било кој движење на секој кошаркар. Се вложуваше многу повеќе во скаутингот, се вложуваше многу повеќе во стратегија на игра. И со самото доаѓање на еден таков искусен тренер како Алеш Пипан само се подкреа атмосферата и желбата за поголем успех во тој период. Верувам дека беше тоа еден од најдобрите потези кои го направи управата на МЗТ со неговото доаѓање и еден тренер од таков калибар да продолжи со МЗТ Скопје и по таа година 2012-13 МЗТ беше во изненадување на сезоната, завршивме на 7-та позиција. А после тој период од тие две победи следија серија на порази и ете, мислам тоа е дел од спортот и промена на тренерот на стручен штаб. Наследник на Александар Тодоров беше Алеш Пипан, кој што ете со неговиот стил, ентузијазам и енергија внесе позитивни промени во екипата, кој што исто имаше некои промени играчки кои што ги донесе он. Имаше стварно позитивен ефект неговото доаѓање, каде што почнавме со победи, не само на домашен терен, него и на гостински терен. Сезоната беше исто може да кажем добра, убава, магична сезона. Имавме многу интересни и вредни победи против на гостувања како што е Широки брег, Цедевита, Цибона на почетокот на сезона, Унион Олимпија, исто на домашен терен. Прва сезона почињаме добро во АБА лига, после имаме криза од 2-3 утакмици, доаѓа смена на тренер, доаѓа Пипан и мислам дека после тоа МЗТ играе може една од најдобрите години во АБА лига. И мислам дека тука и МЗТ и македонската кошарка и све ја представувавме на највисоко можно ниво. Имаше многу утакмици, многу големи клубови добивавме таа за прва година во МЗТ, тука ги добивме и Цедевита и Партизан, Олимпија у гости и дома и беше баш добра сезона и више тука почна да не сваѓаат после првата сезона у МЗТ, кај што покажавме дека не сме само учесници, туку сме тим што може да парира и со најаките тимови од таа лига. За мене една од, можам да кажам, најдобра утакмица во МЗТ против Партизан, кога ги победивме во Борис Трајковски, мислам дека е 2012-13 година, кај што Дули Вошевич има Партизан е доста јак и таа година ја освоила АБА лигата. Тогаш победивме со една разлика, таа ми е најомилена утакмица, најдобра утакмица, кај што имаше околу 6-7 народ. Во сала имаше околу 2-3 народ, Фемили аеродром беа околу 2-3 навивачи, беше феноменално изигра и за мислам дека и тие што беа присутни беа, може да кажа дека една од подобрите утакмици во историјата на МЗТ. Па најдобра утакмица од понова историја за мене во АБА лигата против Партизан. Значи тоа беше нешто неверојатно, чувството не знам што да кажам, значи немам зборови, значи од кореографија, навивање. Значи за мене од понова историја таа е број 1 утакмица. И за мене врвот на навивањето на МЗТ 2013 со Партизан во Борис Трајковски. Таа кореографија што ја направија навијачите на МЗТ, кој ги добивме таа Партизан кој го добивме, пази сети МЗТ го добива Партизан. МЗТ до сега го има добиено Партизан 4 пати. Зборам во АБА лига. Значи го имаш добиено во Борис Трајковски, го имаме во Белград
и 2 пати во Јане Сандански го имаме добиено. Ама таа победа во Борис Трајковски е многу битна, навијачите ги направија, тоа беше врвот на Фемили. Прва кореографија на која што работев, која што бев инволвиран, беше дека бевме АБА лига, значи првата сезона АБА лига со Црвена звезда. Имавме едно огромно платно на цела трибина, на средина штркот и доле надпис ти си се во мојот живот. Ова беше првата кореографија кај што бев инволвиран и беа инволвирани, значи, може 50-тина, ако не и повеќе луѓе, затоа што беше огромна кореографија, огромно покривно. Така да не бев толку многу инволвиран, но баш она од почеток до крај да се инволвирам во една кореографија беше со CDV-та, ако не се лажем, утакмицата, еден куп бајраци имавме. Суштост од таа кореографија од Звезда се направи, се искористи тој материјал за да се направи оваа кореографија на која што работевме 4 или 5 души. Буквално во сите кореографии кои што се до ден денес изработени, јас сум учествувал, дали со идеја, дали со четка, дали со некоја скица, без разлика сум учествувал буквално во сите од тогаш. Периодот на АБА лигата, на преварот со CDV-та во Борис Трајковски, кога дојде CDV-та со еден, така да кажам, полузвезден тим кој што се надпреваруваше и во Евролига. И ако добро се сеќавам, 14-0 водевме на почетокот на надпреварот и тогаш се појави првпат песната Клуб за кој ќе дадам се, МЗТ ти си се што имаме, нека те носи сега мојот глас, на твој име горд сум јас и така натаму, со големи застави, големи знамења. Мислам дека не прекинавме цело прво полувреме да ја пееме таа песна и веројатно на крилата на навивачите ја добивме CDV-та со бајаги разлика, мислам 15-20 разлика, имаа тренер, Божа Маљковиќ беше тренер, ако не се лажам. Беше премногу лут на своите играчи како дозволија да изгубат од еден таков во нивните очи веројатно просечен клуб од Македонија, кој што имаше тогаш навистина сериозен состав. Со Тодор Гечевски, со Станко, со Кейт Дейвис, со Ноа Далман, со... не ми текнува веќе на сите. Па
Па, како да кажам, со самото тоа на утакмица кога ќе видиш колку навивачи стојат позади клубот, сваќаш дека многу тоа е пасија на овој дел од градот и тогаш прв пат бев прв пат се соочив со толку навивачи и толку како да кажам луѓе што го сакаат клубот, висници што го сакаат, буквално го пратат. Се сеќам, игравме во Игокеа една утакмица првата година во АБА лига, патува околу 50 навивачи до Александровас. Тоа беше околу 15-16 сати пат да гледаш утакмица, да бодриш и да се вратиш, кај што изгубивме ние, мислам дека околу 15-20 разлика. Они не поддржува и после поразот. Мислам, тогаш сваќаш колку значи какви навивачи, какви љубители стоат позади клубот. Не, мислам и за тој клубот МЗТ со традиција и таков бренд во Македонија. После тоа почна нели АБА лига. Го памтам гостувањето со Игокеа во Босна. Се договараме да идеме. Нели доста долг пат, доста поскапо гостување, негде по 2000 денари дававме само за превоз. А кај ти е пропратно тамо јадење, пиење. Нели башка не знаеш дали ќе пројдеш, па земавме, се договоривме никој да не носи навијачки реквизити. Туку земавме застава, машински факултет, мал фудбал. Идеме. И сега тоа рачуне Хрватска, Србија, тоа не се сака многу, ние стигаме на српска граница. Таму валјда Бања Лука да влеземе, боснанско, српско, боснанска, не знам ни која беше. И ни викаат граничарот, дечете то? И Ристе се, вика, идемо на мали ногомет у Бања Луку. Стигаме таму одно кафана, шарски, знаеш, убава била шарската, пива, навијање, тргаме на сала, нели нормално не наоѓа полиција, добро е не внесува у сала. И таму имаше одма една песна, викенд изненадување, фемили на гостување, 20 души ненаспани, во срцево мое само си ти, на. Јако беше. Реално Игокеа тоаш беа многу јаки, изгубивме може 2-30 разлика, поима немам. Значи не престанавме со навијање. Не беше битно како се играше на терен. Толку можеа момците, битно беше таму сме, поддршка сме и понатака бевме и на сите други утакмици. Кај бевме у Крагуевац со Раднички, таму некој ми ги фрли рачките по пат, па морав да откорнувам столици, шипки од столици за да чукам на тапан. И таму беше исто многу добро. Многу добро гостување беше и со Олимпија у Марибор. Идовме некој 5-6 автобуси, може 300 луѓе. 24 сата пат, пичку матер, граници, влагаш у Европска унија. Пола од нас не влегле у Европска унија тоа време. Значи бевме екипа над 18 години сите. Знам, носевме многу пиротехника. Не знам кој ни кажа скрите баклјата на едно место и нели у автобусот имаш на секој седиште такво место. Нашиот автобус све најдоа. Викам, што ќе правиме, знаеш, идеш, маца се представиш у добро светло, малцу у навијачко светло. И се си минјаме таму, град Пола идат се бркаат, се бараат со виоле, мада не ги немаше. Пола ги запоседанве кафичите, народот тамо мирен, не гледаат, се чудат. Тргаме на кај сала, 300 души на плоштад, се мешаме меѓу луѓе која запаливме стробови, пакли, топовски удари, димни бомби, крми цел плоштад. Многу беше јако, влагаш у сала 20.000 луѓе. Не престанавме со навијање, за малци ке тепавме таа утакмица, мислам. И не спиевме натака цел ден и назад. Значи, не знам колку сати се тоа. Навијање беше цело време, кога се вративме, мислам дека една недела не можеше никој да збори. Главно Крагуевац и добро се представивме, дури исклучивме и некои си пријателски односи. Белград е два пати, извини што те прекинувам, Белград два пати со Партизан, тие гостувања не сме да се заборават, два пати се тие ненајавени гостувања и тоа првото гостување е кај што они имаат тука, тогаш излезен има фракција забрањени гробари. Тоа исто по голем снег, по невреме се пуштаме за Белград, са бале се чекаме тука умало, ненајавени и едно време дури се изгубивме во Белград, внесуваме тука дечко и девојка автобус да нонесат до сала. Тоа треба да се спомне. Второто гостување исто Белград ненајавени, тогаш влагаме малце покасно, трета четвртина или втора на крај. Исто одлично гостување.
И мора да се напомене со Звезда таму гостување дека тргнавме 2 автобуси, меѓутоа бевме вратени одма после граница, тогаш ствари 3 автобуси, не 2, 3 автобуси вратени одма после граница, тоа да се мислам да стигнавме до Београд, тоа ќе беше на ниво на Љубљана, а иначе Љубљана е најако гостување, вака според нас најако гостување и неповторливо. Ја би се надоврзал за второто гостување во Белград, каде што реално тргнавме 50 на ентузијасти ненајавени и се случи момент на толку сериозен натпревар со толку сериозни навијачки групи да биде извадена ударната застава аеродром, каде што за толку мала бројка е голема храброст. После кратко време следеше второто гостување тоа што беше на менито, а ево Лакташи против Игокеа. Тој ден исто имаше нека битна утакмица во Србија, а повторно моравме да правиме некои ескиважи со движењето. Поминавме граница и некаде после ништо исклучивме по некои регионални патишта, преку не знам која планина беше, некако влегавме во Босна. Од таму стигна, значи тотално ненајавени, таму нема домашни навивачи, стигаме, одиме во една локална кафана, келнерот не прашува што ќе јадете ќе пиете, сваќа дека сме странци, дека се јава полиција. И доаѓаат полицајци, не прашуваат што правите, како правите, кажуваме дека сме дојдени на такмица, дојдеме си карти да се влеземе во сала. При што еднako полицајците кажат, ајде еден од вас нека дојдеме да се купат карти, ќе отидов јас да земам карти, па не се нема. Правата нивна беше сосем коректна, значи имаше договор да нема само националистичко скандирање против него, што ние никогаш не снимале такви националистички надои идеи во нашата група. За нас светот бил во МЗ-то, значи никогаш не сме се обседнувале со националистичко набивање или со организирано репрезентација и тие работи. Влегавме во сала, изновивавме коректно до крај, МЗ изгуби, не знам, 40 разлика, што така, се вративме повторно на старите пекови. Од таму назад се вративме дома и на некој начин почна балканската авантура за нас, со прво успешно гостување. Веќе од тогаш натака, сите гостувања што беа низ Србија, со Партизан, со Бега Дозира и со Звезда, значи беа изработени, при што еднашто Звезда не вратија поради грешка во комуникација, значи најдниот автобус со полицијата. Се даваше максимум начинот да се отиде кај што се може, што од финансиски, што од организацијски аспект, значи често се случуваше да треба на гостување да се оди в среда или во не среда или четвртак до среда работа. Недава кажеше да се организира. Луѓе требаше да не одат на работа на факултет. Се инсистираше строго да се пълнолетни, како не да се случи за некој малолетен таму нешто. Да се случи или не да ќе се приведат, па да треба да се направи стрес против луѓето. После имавме неколку успешни гостувања и во Србија. Претежно 2 пати мислам бевме во Белград, Смедерево, Крагуевац, кај што беше солидно, поминавме доста добро. И требаше да има едно исто добро гостување со Црвена Звезда, бевме 2 автобуси, тргнавме, не застана на Врање и почна некој приказни, почекајте, полиција, чекај се ова, а ние бевме и пријавени, све и регуларно и граница поминавме и тука се виде дека нешто се насити работата дека нема да не пуштат. Почна од околу и ние на екипа од 7-8 души викам, луѓе нема не пуштат овие да проаѓаме, да се земеме пасошите, да се тргнеме на страна, ќе ги вратат автобусите назад. Не, чекај, седи, нема чекај, земеме пасошите, се тргаме на страна. За 15 минути автобусите ги вртат назад и се враќаат назад за Скопје, ние остануваме на бензинска. 7 души. Викаме што правиме тука, се пуштаме пешки по еден земјен пат, стигаме до Врање, одеме на железничка. Викаме воза Белград има? Нема, добро. Идеме на автобуска, автобус има, нема. Влегуваме у првиот автобус што ни дојде, тргам. Дојде кондукторот, вика кај одите вие? Викам за Белград. Вика ој за Крагуевац автобус. Викам ние немаме ни пари, немаме ни карта, немаме ништо. И кондукторот ферда даска рече, дечки уживај,
слободно, немај гајле. Симнете со Ниш поише или не имате до Белград, добро. Се минјам у Ниш, бараме воз, бараме автобус, не наоѓаме ништо. Па не стигаме на утакмица. Викам, да, втор пат. Втор пат не стигаме на утакмица. А бевме решени да стигнеме, али тоа е тоа. Имаше само еден автобус што тргаше многу касно, више ќе беше завршена утакмицата тоа кога стигнеме до Белград. Ја гледавме у Ниш, се вративме со воз, исто без пари, едвај, и целите проблеми секогаш доаѓаат на наша територија. Цела Србија ќе ја поминеш, никој ништо нема ти каже, кај нас 300 проблеми, али се вратив. Цел ден, утредента се вратив. Нас целта ни беше дури можеби малку покасно да влеземе во АБА лигата, но едноставно лобирањата и сето она што успеавме да го направиме и што го правевме и луѓето во АБА лигата го видоа како еден квалитет, препозна едно освежување во тоа надпреварување и ако се сеќавате, ние првата година имавме резултат кој што беше, иако бевме 6 или 7, ние имавме еднаков број на победи како и четвртиот, значи само заради послабата кош разлика мислам дека не влеговме во тие разигрувања. And I'm very thankful for Toshi and Stanko because they pounded the table with Pippen and they said, hey, bring Noah back. Uroš was leaving. He was going to, I believe, Red Star after the ABA League, and they needed a player. And they said, hey, Noah can play. Noah can help us in the playoffs. And I came back, and to Pippen's credit, he never said anything negative to me when I came back. And I played my ass off during that time. And I remember specifically Alexander coming to the game against Rubanički in the national team gym. And I remember kicking Abukar's ass, right? Because we had a stoppage. Once again, the fans did what they did, and they cleared out the stadium. And Toshi and Stanko were stiff, right? So they couldn't play for, we stopped for 30 minutes. So Toshi was stiff after that point. So Alish Pippen put me in, and I think I scored like 10 or 12 straight. I think I had a perfect game that game. And, I finished the season well, but I think that game changed my trajectory because once again, I think that probably solidified in Alexander's mind. I had a whole lot more to do, in Eastern Europe. And then he brought me the next year to Bulgaria and, been good since. But give credit to, people that stuck with me during that time and MZT giving me a second chance. And once again, I find a way somehow, some way. To get it done, but it wasn't my choice to leave, but I'm glad it did because it built up my resilience in the business and understanding the business a whole lot more. And I guess it was a good thing at the end of the day. Да, и до ден денес тоа е најдобриот успех моментално на МЗТ во Јадранската лига. Седмо место, иако тогаш беше на ЦДВ-та која се надпреваруваше Евролига, Црвена звезда Евролига, Партизан, потоа период Евролига и сите тие тимови дали во Скопје или на гостински терен беа поразени од МЗТ. Таа еуфорија траеше цела година и едноставно по мене е најпозитивниот период на МЗТ Скопје, дали интернационално или на домашен терен во понова историја. Истата година на домашен терен многу лесно не се ни сеќавам дали воопшто имавме еден пораз или можеби воопшто ни еден, мина скоро 10 години. Меѓутоа купот се освои без некој поголем проблем, а исто така и првенството се сеќавам финалето се играше во 4 добиени надпревари. Во тој момент Кожов беше второпласиран и успеавме да го добиеме со 4-0. Таа сезона едноставно МЗТ беше неприкосновен на домашен терен и успешно ја заокружи целата 2012-2013 година. Тогаш завршивме седми завршивме, најдобар скор на МЗТ во почетокот на учеството во Јадранската лига, во АБА лига. Таа сезона исто заврши со двојна круна, освоивме куп, освоивме титула,
Тоа беше сезона 2012-2013. Прв куп беше со Куманова во Борис Трајковски салата и тогаш беше, мислам, салата беше полна, имаше не знам околу 1000-2000 навивачи за куп и можам да кажам дека многу полесно и мислам полесно и поголема одговорност многу има кога имаш толку навивачи позади тебе и кога имаш клуб со традиција. Многу поголема одговорност и пристап мора да имаш за самите утакмици. After getting the championship that first year for the Macedonian League, that kind of vied us for an opportunity to play Adriatic League the next season. And of course, we came out really with a bang, and we surprised the league. Of course, we settled in and figured out that it's a long and tough road, and remarkable programs from all those different countries, from Serbia, Slovenia, Croatia, Hungary, but just great historical clubs that really produced great talent, and ultimately, I believe with the seventh place we finished that year. I mean, that was an achievement for us, for the club. I think there were games that we let slip away, and we felt like we could have done even better that first year. But expectations, I think we did a fairly good job of meeting those and really challenging ourselves to step out and play that bigger ball. One of the biggest things is now I tell a lot of my players that I have underneath me about the players that have been drafted from that league: Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic, Davis Bertans, and again you can name the like of Andrew Barnes and some of the other American players that played in that league and then came back over. I mean, there's extreme talent that is being produced and developed within those countries, and even American players that may not get directly drafted are having opportunities to showcase their skill and talent and adaptability to translate that back over and show other leagues that they're capable of rising to that competitive level. The perspective, I've always followed MZT from afar. There's been times to where, I always said, maybe to come back there someday, and there's been close opportunities, but you never forget your first love, right? That's the best way to describe it. And your first club is your first club, and I have so many good memories of Skopje, so many warm feelings about people in the aerodrome, and there's just beautiful times. There was beautiful basketball played. That was just a beautiful time, I think, in the country for the game. And I just so happened, I so got lucky to be around good teammates. I had a coach that believed in me, and an organization that still believed in me after they didn't, and it was just a wonderful time. So nothing but love to everybody in Skopje, especially from Kirky to Joel to anybody that was a part of the organization, Shule, at the store. Just so many connections to this day, to where whenever we meet up again with a reunion years down the line, I'll be smiling. Each one of us will have that memory of that team in that moment. Just nothing but good things. Ја кога дојдов, Тоше беше, мислам дека капитен, он како и репрезентација ни бил како да кажам постар брат, секогаш ни бил тука за совет. Дури доста бил и не критикувал кога не си давал максимум и кога не си бил на 100%, не си бил на максимум, мислам дека многу пати не критикувал и не знаел да не искара усобликувал поготово на полувреме, знаел да биде доста строг доколку утакмицата не се одвивала како што требало да се одвива. Пред све од пристапот и агресивноста наша, секојаш бил стоел позади играчите како лик, нема што многу да зборам, го знаат сите. Мислам дека едно од
подобрите играчи во историјата на МЗТ бил он, и како личност и како играч пред се. За утакмицата со Широки брег кога игравме, најинтересна случка ми беше кога на тајмаутот губиме со 2 разлика и како Пипан црта тајмаут и кажа вика тука блок, тоа што дава тројка идеме куќи као дома и ние искачаме на терен и буквално се дешава истата акција кај што Гечевски му прави блок на тоа што дава тројка и буквално стварно сидеме дома и ден денес се смееме за таа ситуација. Втората и третата година беа на повисоко ниво. Целата работа беше што тука веќе влеговме во конкуренција на АБА лигата, не игравме домашно првенство и не идовме на разбирање на раководството на Кошаркарската федерација, тогаш Даниел Димевски и Илија Мерџановски, кој веројатно у комуникација со клубовите има доблест да ни дозволат како прва меѓународна сезона во една таква квалитетна лига како што е АБА лигата, да не се надпреваруеме и сите сили да ни бидат усмерени кон тоа првенство. Во текот на регуларниот дел на првенството на Македонската лига не учествувавме тука, меѓутоа мислам дека таа година добро одигравме. Тука имавме една смена на тренерот која, ајде да речеме, после некои мали нерезултати дојде до смена, меѓутоа и тренерот кој дојде доста добро работеше и ја водеше екипата за на крајот да завршиме девети и да речеме да го обезбедиме опстанокот у таа лига и да покажеме дека имаме квалитет и можности за едно такво надпреварување.